Пред стотици години, луѓето наречени алхемичари се обиделе да го променат оловото во злато. Тие исто така се обиделе да направат напитки кои ќе им овозможат на луѓето да живеат вечно. Нивното поле на студирање се нарекувало алхемија. Алхемичарите тежнееле кон остварување на 3 цели. Најпознатата цел на алхемијата е остварувањето на трансмутацијата на било кој метал во злато или сребро. Алхемичарите исто така се обиделе да создадат еликсир, односно универзален лек што би ги лечел сите болести и би го продолжил човековиот живот на неограничено време. Филозофскиот камен бил клуч за овие цели. Оваа мистична супстанца, што наводно била прав и течност во форма на камен, можела да ги оствари и двете цели. Третата цел била создавање на човечки живот. Алхемијата може да се смета како претходник на модерната хемија пред формулацијата на научниот метод. Алхемичарите експериментирале со метали, соли, киселини и други хемикали. Тие развија и многу ненаучни и магични верувања за светот. Например, алхемичарите мислеле дека позициите на звездите на небото може да влијаат на нивните хемиски експерименти. Денес, научниците не ја препознаваат алхемијата како наука, но сепак некои научници веруваат дека алхемичарите помогнале да се постават темелите на модерната наука за хемијата. Во античко време луѓето практикувале различни форми на алхемија во Кина, Индија, Грција и Блискиот Исток. Околу 1100 година луѓето во Европа дознале за некои од овие древни практики. Некои од нив започнаа и своји експерименти. Тие се обиделе да го претворат оловото во злато, така што го загревале и мешале со многу други материи. Повеќето од нивните процедури ги чувале во тајност. Алхемичарите никогаш не биле во можност да направат злато или да ги натераат луѓето да живеат вечно. Сепак, тие направија некои корисни откритија. Тие сватиле како да произведат хемикали наречени минерални киселини од други хемикали. Тие исто така научија како некои хемикали реагираат кога се мешаат заедно. Роџер Бекон бил научник кој во 1200-тите години бил заинтересиран за магија и алхемија. Тој бил првиот европеец кој детално го опишал процесот на правење барут и предложил летечки машини и моторизирани бродови и вагони.